Македонската жена се соочува со голем број на предизвици. Тие предизвици се во различни сфери во општеството, во трудот, во семејството, во незината вклученост во рамките на одредени општествени политички активности. ВМРО ДПМН и Комисијата за труд и социјална политика, родови прашања и еднаквост посветува силно внимание на прашањата за интеграција на жената во сите сфери. Навистина избалансираниот пристап кој што треба да го има македонската жена, не се однесува само во однос на балансот помеѓу незините семејни и професионални односи, туку на незиното вистинско место во општеството, во семејството, незината улога како креатор и носител на новите идеи, како столб на општеството, како мајка, како жена, како човек кој што треба да ги реализира предизвиците кои што се во рамките на новиот милениум. Навистина, кога зборуваме за еднаквоста, може да констатираме дека се уште во македонското општество, во различните сфери на општествено делување, македонската жена се уште не ги ужива сите аспекти на еднаквост. Тоа не е само македонски проблем, тоа е европски проблем, тоа е светски проблем. Особено ако, например, го земеме аспектот на учеството на жената во однос на трудот и незиното нееднакво наградување за исти работни места и за еднакво стручно знаење и способност како и мажите. Ова не е само македонски предизвик, туку е предизвик кој што се среќаваат и речиси сите европски земји и предизвик кој што стои пред целата планета. За да се вклучи жената и за да го добие вистинското место во општеството, не се потребни само жените, туку заедно жените и мажите, целото општество да промовира една нова платформа која ќе значи интегрален пристап и решавање на сите прашања на жената. Навистина, ВМРО ДПМН во овој аспект нуди голем број на решенија кои што ќе треба да одговорат на предизвиците на новото време, на предизвиците на новиот милениум. Во тој контекст и оваа трибина ја посветуваме токму на овие прашања, на прашањата на македонската жена во општеството, незината интеграција и создавање на идна платформа, идна визија за еднаквост на македонската жена во сите аспекти на функционирањето во општеството. Не само како флоскула, не само како одредена платформа, туку како конкретни чекори кои што ќе треба во следните 5, 10 и 15 години да ги реализираме, а се со цел да овозможиме македонската жена да биде почитувана, да биде еднаква во трудот, да биде жена која што ќе биде насмејана и среќна, која што ќе биде задоволна од животот.